За еден месец оделението за неврологија во Струмица останува само со еден специјалист, но сликата е идентична речиси на сите оделенија. Педиатрија во моментов е со само 20 специјалисти, рентгенологија со лекари кои се пред пензија, а зад нив не се ни анестезиолозите. До 2023 година во пензија од Струмичката болница треба да заминат 23 лекари. Од раководството на болницата велат дека се свесни за дефицитот на лекарите. Колегите кои исполнуваат веќе работниот век до 2023 година се 23. Значи ние со простата репродукција на специјалисти нема да можеме да ги покриеме докторите кои ќе одат во пензија. Значи треба да се пуштат доктори, да се примат и да се пуштат доктори на специјализација кои со тек на времето би ги поминали годините на специјализација и би овозможиле со нивната понатамошна работа да ги покријат потребите на пациентите во нашата болница. Струмичката болница, иако се соочува со дефицит на лекари, сепак интензивно се гради во новиот крак на болницата, во која треба да бидат сместени сите хирушки сали, но и ургентниот центар. Сега Струмичката болница е во изградба вториот крак, каде што ќе се смесат сите хирушки специјалности во новиот дел, а за специјалисти кои таму ќе се потребни, ќе треба да работат, тоа ќе покаже времето. Треба да видиме колку ќе имаме специјалисти за хирургија и колку специјалисти за интернистичките гранки. Интернистичките гранки останат во стариот дел, а додека хирушките ќе бидат сместени во новиот дел. Останува отворено прашањето, ќе специјализираат ли 23 лекари од повеќе специјалности да ги покријат оние кои во 2023 година ќе заминат во пензија. Во Струмичката општа болница гравитираат над 150.000 пациенти, имајќи во предвид дека тука се лекуваат и валандовчани, радовишани, па дури и гевгеличани. Директорот на болницата вели дека веќе имаат побарано од Министерството за здравство амин за вработување на 10 лекари.